Така, добро утро, Анита. Како што најавивме од претходно, новолинковско вклучување, се наоѓаме во просториите на Црвениот крст овде во Скопје, каде што во наредните неколку минути ќе зборуваме за значењето за првата помош, давањето на прва помош, секако и за обуките кои што им се достапни на граѓаните овде во Црвениот крст. Со мене на оваа тема ќе биде докторката Емилија Чутановска. Докторке, добро утро и благодарам што сте дел од Македонија на утро. Добро утро на сите гледачи. Така, колку е важно секој еден граѓанин, кога секако ќе се најде во одредена ситуација, да знае да укаже прва помош, колкав е интересот за обуките кои што ги нудите во Црвениот крст и кој се има право да биде дел од нив? Значи, првата помош е помош што се дава на местото на незгодата. Битно е секој лице да знае прва помош, почнувајќи од најмалата до најстарата возрастна група, затоа што доколку не се пружи првата помош, може да настанат некои компликации, последици, да кажам, од таквата повреда и доколку навреме не се интервенира, лицето да го изгуби животот. Во однос на обуките што ги нуди Центарот за обука прва помош, тоа е во склоп на Црвениот крст на град Скопје, нели тука во градот, меѓутоа истата обука за прва помош ја нудат и другите општински организации, нели, на Црвен крст во Македонија што постојат, значи обуките се исти, наменети се за укажување прва помош за пружање прва помош при сообраќајни незгоди, понатаму пружање прва помош доколку се случи незгода на работно место, понатаму прва помош поготово наменета за лица кои што сака да се стекна со дозвола за управување половни објекти и сите други оние заинтересирани лица секое време се добре дојдени да се обратат во Црвениот крст. Секој оној кој што сака практично може да биде дел од овие. Да, значи не мора да е опфатен во овие категории што ги напомнав работни организации, половни објекти или возачи, може било кое лице да си ги освежи своите знаења, реков, од било која возраст. Во однос на помладите категории, да кажам, например во градинките предучилишна возраст, во училиштата се доста активни нашите клубови за прва помош во општинските организации, значи тие претежно ја работат таа група и највеќе се опфатени со едукации и наставниците, учителите што работат, воспитачките со, нели, зависно од возрастната група и понатаму наши волонтери работат со нив и демонстратори, едукатори по прва помош кои што понатаму ги оспособуваат да доаѓаат на надпреварите кои што се организираат дали на градско, општинско и понатаму на државно ниво. Така, ме интересира како се одвиваат обуките кога учесниците ќе пристигнат овде, со каква опрема се располага, какви симулации се прават за да се доближат реалните ситуации до учесниците. Да. Значи, еве, да почнеме во однос на овие обуки што се изведуваат за возачи, половни објекти, работни организации. Значи, секој кандидат кој што доаѓа, најпрво ќе кажам за идните возачи кандидати, потребно е да дојде во Центарот со важечки документ, регулиран престој на местото на живење или нели со лична карта што се совпаѓа со неговото место на живење, се пополнува пријава, понатаму кандидатот му се предложува термин кога сака да во која група да се вклучи, затоа што обуките за возачи траат 8 школски часа, може да лицето да одбере дали во еден ден ќе слуша обуката, дали во 2 дена, дали од сабајле, дали од поручек, значи сето тоа е на нивно располагање и со самото пријавување лицето треба нели да ја изврши уплатата. За разлика од овие што се однесуваат за прва помош за работни организации, тоа претежно нели фирмите не контактираат нас, им нудиме програми според бројот на вработени и така натаму, значи работодавецот ја бира обуката. За работни организации има 3 вида обуки, основниот курс 6 школски часа, понатаму напреден еден 8 и другиот дводневен 13 школски часа и зависно, значи им пуштаме понуда, содржината, работодавецот ја бира обуката и нели нормално таму уплатата оди на фактура, како и да е, и лицата исто се стекнуваат како и возачите со уверение за завршена обука за правни лица. Понатаму обуката за идните, да кажам, лица кои што ќе пловат по водени површини, постапката, значи се јавуваат телефонски, закажуваме термин, на самиот ден пополнуваат пријава, слушаат обуката, уплаќаат, тоа е постапката.
и нормално има лица кои што сакаат само иницијативно, освежително или за други намени, нели, да ја слушаат првата помош, така да тоа е, нели, сосема друга постапка што ме освежителна, тоа за лицата оди бесплатно, затоа што обуките, нели, се во скратена верзија за разлика од овие останатите. Кога сме кај оваа последната категорија, дали е голем интересот оние кои што само иницијативно доаѓаат да слушаат обуки? Па да ви кажам, има интерес, само иницијативно има интерес и лица сами што доаѓаат сакаат да си платат затоа што можеби рачунаат утре да отворат некоја, нели, фирма затоа што по законот мора да го имаат, или пак рачунаат да одат некаде да работат во странство, тој документ им е неопходен. Има доста и такви сами лица што се вика ја вршат уплатата, меѓутоа морам да нагласам дека голем е интересот и за овие поголеми институции кои што се изложени на ризик, нели, секојдневно таква им е професијата, се наоѓаат во такви ситуации да знаат да помогнат, што викаме, прво за себе, па на останатите, па за околината. Така, кога сме кај помагањето, за крај би сакал да ве прашам, колку луѓето во Македонија се подготвени да пружат прва помош? Дали веќе можеме да кажеме дека имаме таква култура или се уште доминира стравот да не се погреши? Па, мислам дека беше најмала бројка од општата од жителите на државата, мислам дека беше најмалку 3 или 5% не ме држат лица да бидат обучени, меѓутоа ја мислам дека оваа бројка некако ја достигнуваме, можеби надминуваме во однос на обуките што се нудат и интересот на луѓето, меѓутоа сепак мислам дека некој пат таа да кажам постапка за прва помош затајува, затоа што претежно, например, Законот за здравје и безбедност при работа кажува на секое работно место, работна просторија, каде што најмалку до 20 луѓе вработени, најмалку еден ако работат во смени и така натаму. Значи, работодавците повеќето, нели, го почитуваат законот и така натаму се случуваат незгоди, помагаат. Меѓутоа, како што гледаме последно време, најголем проблем представуваат, нели, незгодите што се случуваат при сообраќајни незгоди, затоа што убаво е луѓето да знаат кои одговорности, со какви опасности и какви одговорности ги имаат уште, нели, која се здобиваат со возачката дозвола, што се, нели, ги чека, затоа што законот за безбедност во сообраќајот, нели, кажува секој што ќе се затекне на местото на незгодата, сообраќајна незгода, а треба во рамките на своите можности, колку знае да пружи прва помош и да не знае, доволно е да се јави на бројот 112. Доколку е самото лице учесник во сообраќајната незгода, нели, тогаш има повредени, има жртви, лицето не сме да го напушти местото на незгодата, се што треба, што се вика, да го заштити, да кажам, возилото, да не се лизни, како да кажам, да не се придвижи, ако има товар, терет, да падне, да го ограничи местото, да ги предупреди другите дека постојат, нели, некакви опасности, понатаму да повика, нели, да се јави на бројот 112, зависно од сето тоа, да ја изложи ситуацијата, што се случило, локацијата, местото, понатаму за повредените, жртвите, сето тоа да го реферира, опасностите што постојат на самото место, за да понатаму бидат испратени, нели, служби, екипи кои што ќе ангажираат и, нели, нормално некој пат може и на одредени лица да им додека дојде или подалеку, например, може да добијат инструкција од надлежните служби, било кое возило, мислам што е тука, да го преземе повреденото лице, да го носи во болница, каде треба. Доктор, ќе ви благодарам многу на разговорот и на информациите. Благодарам и на вас. Така, со докторката Емилија Чутановска од Центарот за обука при Црвениот крст зборувавме за првата помош, односно за обуките кои што овде во Црвениот крст во Скопје им се нудат на сите категории на граѓани за укажување на прва помош.